Денес би сакал со оваа пресконференција да го предизвикам вашето внимание на коруптивните набавки и договори кои што се случуваат во АД Елем и во РЕК Битола. На 21 декември 2020 година АД Елем склучи повеќе договори со приватни фирми, постапка со преговарање без објавување оглас, односно договор во 4 очи, вреден 6 милиони и 600 илјади евра. Станува збор за склучување на договори во 4 очи за услугата ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во производната единица РЕК Битола. Ангажирана опрема е булдужер, хидрауличен багер, гасеничар, телескопски чистач на транспортна лента, камион дампер, утоварна лента, скип и грейдер. Со овие договори видовме и во претходниот период дека најчесто подизведувачи се камиони со струмички таблици, за кои што постојат индиции дека припаѓаат на семејството на фамилијата на власт. Во предизборната програма во 2006 година План за живот на страна 220 СДСМ објави дека нивниот главен проект за РЕК Битола ќе биде набавка на механизација за потребите на РЕК Битола за, како што истакна сегашниот директор на Елем, да не се случуваат повеќе понатаму коруптивни договори во РЕК Битола. Но директорот на Елем, поранешен пратеник на СДСМ, откако е дојден на власт од 2017 година до денес, го немаат реализирано она што го ветија. Напротив, само во декември 2020 година склучиле 4 договори во 4 очи, кои што се вредни 6 милиони и 600 илјади евра. Овие договори СДСМ ги нарекуваше коруптивни договори. Затоа, почитувани новинари, сметаме дека токму ваквите договори се дел од одговорот на прашањето зошто Македонија падна на историски најниското 111 место на рангирањето за борба против корупција. И овие договори се веројатно онај што го посочи холандскиот амбасадор во едно скорешно интервју, кога изјави дека освен блокадата од Бугарија, пробајте како држава да се позанимавате и со борбата против корупцијата. Дали СДСМ намерно не ја реализираат набавката на сопствена механизација на РЕК Битола, за да можат да склучуваат договори во 4 очи и да продолжат со вакви договори кои што ги нарекуваа коруптивни договори до 2016 година. Дали СДСМ е партија која што им дава предност на семејните фирми на партијата на власт, а не е спремна да се бори против корупцијата. Моменталната состојба во енергетиката е катастрофална и енергетските компании ТЕЦ Осломе, ТЕЦ Неготино исто така се дел од неспособноста на оваа влада, каде што владата во моментов, која што е неспособна да ги разработи ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино, изготвува студија за нивна продажба. Продажбата на ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино, исто така нешто што ќе се одрази и на РЕК Битола, ќе остави многу луѓе на улица. Веројатно некој од власта ќе успее да ги купи за ефтини пари, но многу луѓе во Неготино, во Кичево и во Битола ризикуваат да останат без работа. Ова наликува на сценариото на намерно на уништување на овие комбинати, намерно нивно обезвреднување, како во времето на транзицијата, за да можат ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломе да бидат продадени за малку пари. Дали СДСМ повторно спрема бомбона бизниси со овие енергетски капацитети? За 4 години владење на СДСМ видовме се, но не видовме добро менаџирање со енергетските капацитети во Република Македонија, како што беше ветувано во нивната програма План за живот. Единствено имаме покачување на струјата и, како што гледаме преку Transparency International, покачување на корупцијата. За жал, дел од оваа корупција е приметена и во тендерите кои што во моментов се одвиваат во РЕК Битола.